Добар ден, пладневни вести на Канал Плюс. Почнуваме со содржините веднаш по кратката најава. Денес верниците го слават празникот Преображение, голем христијански празник кој народот го смета за мегиник меѓу топлиот и студениот период од годината. Јавна расправа за локална стратегија за климатските промени се одржува денес во Виница. Се разгледува нацрт верзијата на локалната стратегија за климатски промени во Виница. Во Пробиштип започна традиционалниот турнир во мал фудбал во чест на Денот на рударите. На турнирот се пријавени екипи од целиот источен регион, а финалето е на 28 август. Јавна расправа за локална стратегија за климатски промени се одржува денес во Виница. Проектот го реализира Општина Виница и Сдруженијето на жени земјоделки Агровинка, кои една година работат на изготвување локална стратегија за овие промени, а резултат е нацрт верзијата на локалната стратегија за климатски промени во Виница. Паричниот надомест за енергетска сиромаштија е зголемен за 100 динари. Наместо досегашните 700 динари на домистокот за потрошена електрична енергија, кои ќе го добијат граѓаните од ранливите категории, ќе биде 800 динари, изјави министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Сите оние приматели на социјална парична помош кои што се во потешка материјална состојба, кои што ќе ги приложат сметките во центрите за социјална работа од минатиот месец, ќе им бидат рефундирани повеќе средства за надоместување на потрошувачката на електрична енергија. Представници од Американскиот мировен корпус имаа средба со своите домаќини, каде ќе престојуваат за време на нивната 11-неделна обука во Штип. Од 20 септември до 4 декември тие ќе престојуваат во Штип, пошто ќе заминат низ цела Македонија, каде ќе живеат и работат во наредните 2 години. Инаку мировниот корпус на Соединетите Американски држави на покана на владата е присутен во Македонија од 1996 година. Волонтерите живеат и работат во локалните заедници, не примаат плата, а трошоците за нивниот престој ги покрива мировниот корпус. Денес православните верници го слават празникот Преображение, еден од централните христијански празници. Овој празник има длабока смисла во животот на нашиот народ и во минатото го означувал почетокот на студениот период од годината. Порано од Преображение луѓето повеќе не се капеле во езерата и реките. Се вели дека од овој ден гората се преобразува. Слаб е интересот за купување добиток на пазарот во Болешево. Сточарите и трговците велат дека цената е ниска, но побарувачката никако да порасне. Слаба побарувачката на добиточен пазар во Облешево. На производителите им е ефтино, на купувачите им е скапо, а и трговците не се најзадоволни од и работат за ситна пара. Нешто се продаде, ама послабо, многу слаб пазар. Нема трговци, нема. Ние тука местното население слабо купуват, од и сите. Еве тука ние сме сите од овај крај од Чешиново Блешево и слабо. Од годините беше подобро, некако сега е слаба цената. Цената е слаба. Од година во година се послаба цена. Дали е изголемено чувањето на стока или нешто е друго, важно цената е многу слаба. А сточната храна скапа, така да ќе се откажеме да чуваме. Вие од тоа живеете ли? Не, дополнителна дејност. Сточарите велат дека луѓето купуваат повеќе пиперки и домати, а прасење и телиња послабо. Никако не идат. Зашто? Од дека знам, немат пари. Која цена? 100 динара, ама не дават. И пъте не се продава. Пипер зимат, патличани. Годиња не. Период, како не е период. Куме оде? Од уларци. Добиточниот пазар во Облешево е единствениот на истокот, каде се собираат секој вторник околу 3000 продавачи, трговци и купувачи.
Рускиот председател Владимир Путин се спушти со подморница на дното на Црното море. Руските нуркачи во мај на дното на ова море пронашле остатоци од брод кој наводно потекнува од времето на Византија. Путин во рамките на 3-дневната посета на Крим реши со мала подморница лично да се увери во изгледот на бродот. Инаку Путин беше во посета на Крим со цел промоција на туризмот. Околу 400 деца се убиени и над 600 се повредени од почетокот на вооружениот конфликт во Јемен, соопшти УНИЦЕФ. Во просек умираат 8 деца на ден од почетокот на конфликтот во март годинава. Овој конфликт е голема трагедија за јеменските деца кои умираат од бомби и куршуми, а тие што преживуваат се под закана од болести и недостиг на храна, се наведува во извештајот на УНИЦЕФ. Според Агенцијата на Обединетите нации, 398 деца се убиени, 377 се врабувани за борци, а 1,3 милиони се принудени да ги напуштат своите домови. УНИЦЕФ наведува дека 10 милиони деца, речиси половина од населението на Јемен, имаат потреба од итна хуманитарна помош. Германскиот Бундестаг денес одржува специјална седница на која одлучува за новиот пакет помош на Грција вреден 86 милиарди евра. Германските медиуми оценуваат дека ова е причина за сериозна кавга меѓу пратениците и се наведува дека владата во Берлин сака Меѓународниот монетарен фонд безусловно да учествува во овој пакет со помош. За канцеларот Ангела Меркел и министерот за финансии Волфган Шојбле, покомфорно решение е доколку ММФ строго го надгледува грчкиот буџетски дефицит и дисциплина, пренесуваат медиумите, укажувајќи дека Берлин останува при своето и не сака отпис на долгот на презадолжената Грција. Синоќ се одиграа првите надпревари во рамки на турнирот во мал фудбал Пробиштип 2015. Во надпреварот од групата А, тимот на Јан Шпет-Штип загуби од екипата на Мултимедија Нет Куманово со 2:3, додека во рамки на надпреварот од втората група, екипата на Ејам Штип беше поразена со 2:4 од тимот на Лавови од Крива Паланка. Во групата, освен екипите на Јаншпет и Мултимедија, уште играат и екипите на Бели Брегови и Белфаст, кои што ќе се сретнат во рамки на денешниот надпревар, додека во Б групата денес уште играат и Аква Парк и Бучиште од Пробиштип. Надпреварите денес започнуваат од 19:45, односно 20 часот и 35 минути, а турнирот ќе се игра се до недела, кога се играат надпреварите по групи, за да потоа веднаш се одиграат и четвртфиналните како и полуфиналните надпревари. Инаку турнирот Пробиштип 2015 се игра по повод 28 август, денот на општината Пробиштип и денот на рударите. Наградата за првото место изнесува 50.000 денари, додека второпласираната екипа ќе добие 20.000 денари. Генерални покровители на турнирот се ИММ Рудници Пробиштип, како и градоначалникот на општина Пробиштип Тони Тоневски. Ова се во овие вести, а повеќе информации за денешните активности во дневникот во 16:30. До тогаш, пријатен ден!